Белата куќа синоќа потврди дека претседателските избори во САД ќе се одржат како што се закажани на 3 ноември. Шефот на кабинетот на американскиот претседател Доналд Трамп, Марк Медоуз, изјави дека изборите ќе се одржат на 3 ноември и дека на нив ќе победи актуелниот шеф на државата. Трамп во четвртокот побара одложување на изборите со образложение дека голем број граѓани ќе гласаат по пошта, а тоа ќе влијае врз регуларноста на изборите. Идејата веднаш беше отфрлена од демократските и републиканските представници во Конгресот на САД, тело кое може да донесе таква одлука. Поранишниот албански министер за здравство, познатиот анестезиолог и универзитетски професор Тритан Шеху, оцени дека речиси ништо не функционирало во земјата во борбата со COVID-19 и оти се е многу полошо отколку на почетокот на пандемијата. Денеска во оваа тешка ситуација јас не гледам стратегија. Владата ја смени улогата, стана проповедник. Незината улога не е да проповеда, туку да организира здравствена заштита и да спроведува неопходни мерки и активности во интерес на здравјето на населението. Ова е должност на владата. Речиси ништо не функционира. Факт е дека се е положо отколку на почетокот на пандемијата, изјави Шеху гостувајќи за албански медиум. На летот на холандската авиокомпанија KLM од Амстердам кон Ибица се случи тепачка откако двајца патници одбиле да стават заштитни маски. Патниците помогнале да бидат совладани двете лица, кои по сетувањето на Ибица се уапсени од страна на шпанската полиција. Двајца непристојни патници одбиле да носат маски и физички и вербално ги вознемириле другите патници, изјави портпаролот на KLM. Тој додаде дека не била загрозена безбедноста на летот. Носењето маски е задолжително на летовите на KLM, како и на сите аеродроми во Холандија.